Здравиот човек има 1000 желби, некој пак само една, да ги контролира сите медиуми. Добре дојдовте во 5, а може би и повеќе минути посветени на новиот уредник на Република. Има една книга 1000 зошто, 1000 зато. Верувам добро е позната, во Македонија многу семејства се уште ја чуваат во библиотеките. Ова е омилената книга на Филипче. Кој знае дали ја прочитал или само му ја кажале. Еве, на пример, на страна 369 има за тоа како настанале болниците. Венко е експерт за болници, посебно за модуларни, кои му горат како кибрид. Добар е и со приватни болници, од што му се свиѓаат, една сакал да си ја земе за џабалък. Во книгава има и за тоа како настанале вестниците, телевизиите, ама никаде не пишува дека председател на партија треба да биде главен уредник на медиумите. Да, председателот има нова функција, онаа во Дубај не му ја рачунаме, а тој е главен уредник на сите медиуми, тоест на оние на кои не се под контрола на СДСМ. Другите и онака му го прават кефот на Венко. 1000 токсични наслови гласеше пресконференцијата на Филипче, на која се пожали дека се води хајка против него. Гебелс може вода да му носи, кој му го смислил ова? Или е Богданка, или се оние пиарџине од Србија кои му ги пишуваат соопштенијата, а на бихачка не знаат ни да ги преведат. Трет нема. Погледнете ги овие токсични, ужасни наслови. Тие зборови, изрази. Можете ли да замислите како ние се чувствуваме? Солзи ми тече. Дали некојаш сме изјавиле, рекле или напишале нешто вакво? Не, никогаш. Никогаш. Во дел од медиумите велат дека ние таргетираме. Кого? Оние што ова го пишуваат. Ајде да видиме што пишуваме и коментираме ние во Република, за кои од Филипче сме означени како токсични. Еве, Венко многу се навреди и ми извади принт скрин на прес, за тоа што сум му многу благодарен за мојот коментар во оваа емисија од пред неколку недели дека Венко може да победи само на избори за куќен совет во зградата на Заев во Дубај. Прво, не се јави да реагира собственикот на зградата, туку овој што го спремаат за председател на куќниот совет, Домар, да собира пари за лифт, за одржување. Не знам што во овој наслов е погрешно или во речникот на Венко токсично. Филипче досега изгуби убедливо на парламентарните избори. Уште поубедливо на локалните. Изгуби дури на изборите во Маврово и Ростуше. Нема каде не изгуби. Уствари му вадиме муабет. Филипче победи на изборите за председател на СДСМ, ама и таму подреден број 1 на гласачкото ливче беше Венко. Под број 2 беше Филипче, па членовите на партијата имаат тежок избор. Битката беше неизвестна, но на крајот со повеќе гласови Филипче го победи Венко и стана нов лидер на СДСМ. Одиме понатаму. Венко за токсичен го смета и насловот на Република, подпредседателот на СДСМ од јахтата на Заев смета дека техничката влада треба да остане. Се мисли на подпредседателот Александар Трајановски. Што има тука погрешно? Дали некој ќе го знаеше овој Трајановски да не се качеше на јахтата на Заев во Грција? Ама не, ние сме биле токсични. За Филипче токсичен е и насловот кој е изјава на Бојан Јовановски, кој вели дека Венко е љубител на пари, придружуван со фотографија од домот на Боки, каде Венко е залегнат во фотелја. Или пак кога Филипче и Заев се пијанчеа на Харис Џиновиќ во Дубај. И тоа ли беше лажна вест? Може и монтажа, видеото како Венко си го пијуцка пивото додека Зоки и Харис се во севдах. За тоа дека Филипче нема контакт со реалноста докаже и неговата реакција за изјавата на Заев дадена во Солут кога ни посака Хефа Нью Јур. Фала, веќе со вас имаме Хефа Нью Јур. Што да правиме кога Венко сака нежни наслови во медиумите? Тврдите го болат. Туку Филипче најави дека ќе се жали во ЕУ дека му вадат токсични наслови во медиумите. Ни ТЕУ, ни Цвети ЕУ се засекира за Венко. И додека Венко чека да му се јават од ЕУ за притисокот врз Република, веќе се заинтересираа медиумите во Брисел. Весникот Бриселс Морнинг објави текст со наслов СДСМ само декларативно проевропска партија има болшевички пристап кон медиумите. Медиумот пишува дека Филипче и Кузеска ја водат оваа кампања против медиумите и оти тие не се спротивставуваат на лагите, бидејќи се е вистина туку на контролата што им ја прават новинарите што не се под нивно владение. Така да, касно Венко во Брисел стигнува.
На Венко му се погоди неделата. Си одржа и конгрес на кој беше потврден старо-новиот тим. А тимот што победува не се менува. Нели? Море одржа и патриотски говор. Можете ли да замислите СДСМ и патриотизам? Вели, сега имало предаство на националните интереси. Партијата што го смени името и што потпиша договор со Бугарија, надограден со француски предлог, говори за предаство. Кога и се спуштал мрак на државата, СДСМ бил факелот што го покажувал патот. Господе Боже! Другари и другарки од СДСМ, разоткриени сте. За крај на оваа епизода, Филипче успеа да ги стави во втор план случувањата на светскиот економски форум во Давос, кој се претвори во парастос за ЕУ. Трамп и отпеа на ЕУ, која веќе не е никаков фактор во светската политика. На ЕУ се палат уште само ликови како Венко, Фрчко, Мали и Стари и остало граѓанство. Човече, немогуче.